Муамед Сејдини е човек од збор. Браво, Сејдини! Тоа што го вети, тоа и го реализираше. После надпреварот со Фарски острови, прво најавено во сооблекувалната, а подоцна за кратко и соопштение до јавноста дека се заминува од функцијата претседател на Фудбалската федерација на Македонија. Што да ви кажам, она што продукција Скок пред неполна седмица, пред 7 дена го најави дека изборното вонредно собрание ќе се одржи некаде до верскиот празник Свети Никола, објаснувајќи ја целата процедура низ разговор на нашата продукција Скок, мораме вака едно пристојно извинување да вас, почитувани гледачи, промашивме само за 3, 4, можеби 7 дена. Доколку се тоа не успее да се реализира до Свети Никола, после нели она што вечерва го најавуваме дека Муамед Мети Сејдини конечно си замена и официјално, најверојатно може да се оствари некаде до 27 јануари. Кој празник е тогаш? Свети Сава? Свети Сава. Не, дефинитивно Муамед Сејдини заминува во историјата, значи и официјално заминува во историјата, но она што јас се прашувам е дали ќе остане запишан во историјата. Вака, значи, без оглед на целата оваа работа, евидентно е дека Муамед Сејдини доби понуда која, нели, и тоа го кажавме, не можеше да одбие. Можеме да претпоставуваме со голема веројатност за што се ова се работи, и ако ги знаеме причините зашто се заминува, мислам дека тешко ќе остане запишан во историјата на македонскиот фудбал, без разлика што македонската фудбалска репрезентација успеа да се пласира на Европското првенство во Букурешт и Холандија, каде се играше под негово раководство. Тоа и он го пишува во соопштението пред малку објавено, значи наредува неколку успеси што се припишуваат на оваа фудбалска, на ова раководство од оваа фудбалска федерација на Македонија. Ова капче што јас символично го носам вечерва е од токму тоа европско првенство, историското европско првенство. Ајде да кажам збор два за капчево, јас што го носам. Ајде. Ова е многу постаро, ова е капче од УЕФА, добиено некаде пред 2004 година, значи повеќе од 20 години, затоа е вака избледнето. И се сеќавам дека е повеќе од 20 години, бидејќи 2004 добив капа 100 години FIFA. А ова ја добив пред тоа. Но и ова го доби токму од Муамед Сејдини ова овдека. Да. Ајде збори два за ова. Муамед Сејдини лично не го познавам како многумина претседатели пред него и да не кажам овие што ќе додат после него, можеби сум имал директни контакти. Не можам да кажам ништо лошо или добро како карактер, како човек. Меѓутоа една работа морам да апострофирам. Ќе видите фотографијата, го гледате и признанието. Ова беше врачено на 5 спортски новинари кои беа известувачи од првиот официјален надпревар македонската фудбалска репрезентација во Крањ, далечната 1993 година. За 7 години беше Сејдини претседател, колку кажавме? Кој знае, кој ги брои веќе. За 7 години почитуваниот, сега веќе поранешен и бивш претседател на ФФМ, не најде сходно да покани ниту еден од овие 5 новинари на некое патување, на некоја, да кажам, јубилеј, на некој настан и така натаму. Единствено не собра во Казабланка, во ресторанот покрај Кеот 2018 година, кога ни ги врачи признанијата и потоа не заборави. Ете, тоа е Муамед Сејдини. Да, добро, но има и уште нешто што сакам да кажам. Ако не сум грешка, мислам дека Сејдини е единствениот претседател на Фудбалска федерација на Македонија со која немаш направено интервју. Да. Да. Ова сега во моментов ми текнува. И тоа кажува нешто околу можеби карактер. Вистина ли е така? Јас така мислам, ама вистина. Така да се разбереме, Муамед Сејдини не е човек од фудбалот. Сите поранешни претседатели, подпредседатели, да кажам, низ тие избори имале допирни точки, работел во клуб, не знам, бил во некоја општински фудбалски сојуз и така натаму. Не би сакал во оваа прилика да го елаборирам тоа. Факт е дека продукција Скок го најави неговото заминување, ја објасним ви процедурата, далеко пред сите овие спортски портали, спортски новинари и овие кои мислат дека денес ексклузивно објавуваат дека изборното собрание ќе биде на 23, 4, 5 кога. Ние го кажавме тоа пред 7 дена. Вака, да бидеме на чисто, значи ниту се тркаме со спортските портали, ниту се тркаме со спортските медиуми. Да се знае кој е кој. Тоа што ние го работиме, да се знае капата од краде. Го работиме од љубов, го работиме од искрено чувство, искрена емоција. Така. И оттаму
Мислам дека и нема потреба некои работи да ги потенцираме, публиката тоа го препознава. Многу кратко сме на сцената како YouTube канал Другутов и како продукција Скок. Луѓето не препознаваат, луѓето бараат од нас да поставуваме прашања, луѓето бараат од нас одговори и ние го работиме тоа и што е многу важно, независни. Наташа, да те прашам, дали го искритикувавме до безсвест селекторот Благоја Бовјамилевски? Така е. Дали ми побаравме победи на двете гостувања? Еве ги добивме. Дали ги добивме и дома победите? Така е. Рете, ние сега да го пофалиме. Тоа е спортското новинарство. Нема Јас, бегање, нема суета. од една страна е За така. моме следине не можеме тоа да го кажеме. Вака, од една страна е така. Да, сакав да се доречам кај капчето, па ми ја зема мислата со твоето капче. Значи Муамед Сидини кажува дека европското првенство историското на македонската фудбалска репрезентација и ќе му пишува, да бидеме реални, ќе пишува секогаш таму дека сме се пласирали, сме играле кога он бе председател, Да. но еднаш ка кажавме, тоа не е заслуга на Муамед Сидини, тоа е заслуга на оние претходниците. Кој го постигна решавачкиот гол на гостувањето во Грузија за да се пласираме на. Така, не, да не влегуваме Другутов толку длабоко, поинтата ми беше не можеме да си припишуваме заслуги за некои нешта само затоа што името и презимето е таму пишано, затоа што значи не е во ред, не е човечки, не е етички, но во нашиот спорт одамна веќе нема ниту морал, ниту етика, не велам секаде, не велам во сите спортови, но се почесто тоа го гледаме. Уште нешто сакам да кажам, зборувајќи за Сидини и сега спомнувајќи го ти Милевски дека треба да се честита, треба да им се честита на репрезентативците и генерално како репрезентација, но да му честитам на Боби Милевски, јас лично, Благоја Милевски, се извинувам, не ми е друга, па да го наречам Боби. Во ред, јас нема да се придружам на честитките за селекторот зборувам. Јас веќе му честитав. Ако убаво, со среќа нека ти е, секој си има право на свое мислење. Селектора заслужува секоја похвалба за постигнатите резултати. Тука мислам дека немаме дилема. По мене јас не мислам дека е така, но вечерашната емисија не е наменета на таа тема, јас не мислам дека заслужува и имам право да не мислам. Можеби и грешам, можеби ме критикуваат, како и да е. Едно прашање до тебе. Метин заминува. Дали ќе остане запишен во историјата, ќе видиме што правиме со селекторот? Па види, ако излезе дека карма ица бич, не знам. Знаеме Игор Ангеловски мрме како остана селектор, како ја водеше репрезентацијата на историското европско првенство, се врати овдека и доби клоца. Како се замина? Доби клоца, си замина и на негова место дојде се уште актуелниот ни селектор. Дали сега овие 5 победи за ред ќе му го продолжат престојот на столчето селекторско? Чекај, на мрме не му го продолжија со пласување на европско првенство. И со настап на европско првенство. И со настап. Па не знам, затоа велам дали се подсмемнувам, не знам дали. Не знам ни дали искрено заслужува. А да го прашаме новиот председател? Ајко ќе го назначи. Ајде нека го назначат. Ајде едно джинглче па да одморим. Ајде. Муамед Сидини замина во историјата, вака или така, но она што е важно сега е кој ќе го замени. Дали ќе биде тоа оној што го најавивме на една од претходните неколку емисии, господинот Масер Омерагич. Информациите, целата ситуација, атмосферата и она целото што стои во овој амбиент кога е во прашање Фудбалската федерација на Македонија велат дека фактите се тие. Единствен кандидат е Масер Омераги, кој долго време е во фудбалот и во овие, да кажам, во овој амбиент. Ај не го фали толку, минатата емисија имаше коментари, многу си го фало. Многу си го фало. Па јас со Масер не сум се видел и не сум се слушнал, но може би 3-4 месеци, 5. Може да веруваат гледачите, може да не веруваат, тоа е нивно. Не сме се скарале, меѓутоа немаме контакти. А една дигресија, баш денес имав контакт со Добри Иванов од Кратово, од ОФС Кратово, еден мој човек со кого ратувам цел фудбалски живот и многу ми израдува таа средба и тој контакт кога ми информираше дека стадионот во Кратово на фудбалскиот клуб Силејс не е направен од донација на УЕФА. Ова денеска на 17 ноември пред надпреварот Македонија Фарски острови лично господинот Добри Иванов ми го кажа. Го кажам во контекст на Масер Омераги дека еве со Добри Иванов се видел, со Светозар Станковски се видел. Ке се видиш и со Масер Омерагич. Не, да бидеме сериозни. Ќе биде председател, ке се Масер Омераги е човек кој беше инволвиран со позитивна енергија во некои од претходните избори за председател. Не сакам дали цитирам со годината, сигурно не сакам и точно да се сетам. Идејата ми е дека
како поранешен фудбалер на 3 скопски клубови, како човек кој партиципирал и во општинските фудбалски сојузи, кој партиципирал во таа борба за подобро на македонскиот фудбал, кога со едни еминентни имиња како Драган Томовски, како Мирстад Јонус, Драги Сетинов, сега не можам да се сетам на други имиња, Дарко Панчев да не беше, не сум сигурен, значи имаше една група обедините за фудбал, кога сакаа да направат револуција во македонскиот фудбал за подобро утре, во тој момент не успеа да не го елаборираме тоа. Идејата ми е дека на Масар Омераги кога не му е нешто ново и мислам дека реално има Тогаш добри имаше шанси ли- да се снајде. Тогаш имаше против кандидат Омерагиш, така? Па не се заврши таа работа. Таа работа не беше. Ма беше ни почната. номиниран за председател? Не. А не дојде ни до Не дојде, номинација. не дојде до таа ситуација. Може би ќе кажеме во некоја друга емисија. Ајде да се вратиме на ова. Добро, како Збориме- и да, извесно збориме- е дека само сакам ова да не ми Да. избега мислата, извесно е дека Масар Омерагиш сега за сега е единствен кандидат Така стојат нештата. за председател на фудбалска федерација, но многу од луѓето што не контактираат се прашуваат за Горан Пандев, некако како да негодуваат за Омерагич, не знам од која причина. Зошто Пандев не годуваат, се прашуваат. Така се прашуваат за Не, Пандев, а Пандев би требало да има, нашиот Горан Пандев би требало да има функција во Не, фудбалската не, влада не, кај не, Масар не, Омерагич. Значи некои работи се транспарентни, малку и ти ги позабораваш, многу голема динамика имаме. Горан Пандев излезе и наачик јавно го поддржа Масар Омерагич. Зборувам дали Горан Тоа- Пандев треба да партиципира во фудбалската влада на Масар Омерагич. Тоа И ова не прашувам. го знаеш, сега ти го кажам отворено, Со како треба да спортски биде директор? спортски директор. А не го знам, значи тоа го не Ама го прави. спортскиот директор го назначуваат, не оден избори. Доаѓа председателот и вика спортски директор ќе бидеме Јалчо Доргутов. Еве јас сум против кандидатот Јас и Горан ти не Пандев. се разбираме, јас и ти не се разбираме, како што не се разбираме за некои работи кога сте снима, Ајде. нели, камера снима, Кога а збориме ние за не се комитите, разбираме, не, за комитите секогаш сме на иста страна, не се разбираме за некои други работи околу Вардар, но сега да не навлегувам. Значи јас знам дека Горан Пандев е во игра за спортски, тоа го знаат, не е само јас, тоа го знаат сите, во игра за дел од владата фудбалска на Масар Омерагич, Апсолутно. но е како така, спортски апсолутно. директор, но за луѓето што прашуваат зошто Горан Пандев не се кандидира и го посакуваат да Така, биде така. председател, немаме таква информација, едноставно можеби не сака, ако имаш нешто Јас сподели. мислам дека неофицијално немам контакти ни со Горан Пандев. Мислам дека неофицијално самиот тој има други своји животни планови, приватни, службени, не знам какви, фудбалски со неговите акции во Академија Пандев или во Брера. Мгм. Мислам дека од тие причини повеќе му одговара Но во секој спортскиот случај- менеджмент отколку управувачкиот Но во менеджмент. секој случај дава поддршка на Омерагиш за оваа кандидатура. Па мислам дека тоа е добро. Второ кандидат, Падно. дали нешто си слушнал некој, дали ќе има на Масар да му планира? Тешко. Не, знам дека подпредседателот треба да биде од Источна Ама доста Македонија. веќе со тој од Од Штип што ќе Источна биде. Македонија, не од Штип. Него ни знам ни име ни ништо, не си кажал, ни на јавноста не кажа, те прашуваат луѓето нешто, си имаш информации, си ги ќутиш. Па и не е ни важно кој ќе биде подпредседател. Сега подпредседател Ракиџиев тој ќе води, така? Па и тоа го објаснивме, Ракиџиев ќе биде ВД председател помалку од месец дена некаде до, или месец и 2-3 дена, ирелевантно, за технички и оперативно да се организира тоа вонредно изборно собрание, и тоа е добро, тука нема ништо спорно. Ама ти кажа дека нема да биде у прошлата емисија, остајте. Не, така кажа. он е координатор на активностите, инаку на самото изборно собрание Што мислам дека функција има? председавач ќе Ајде биде ќе друг. да издржиме кога одиме ке Нистар, па што малку гледаш, што функција има толку па што е важно кој ќе биде подпредседател, освен што таму се земаат паричка некоја. Што е важен Не е подпредседател така, на тоа ФФ? ќе имаме некоја Важна улога има важна подпредседател? улога, апсолутно важна улога, бидејќи е член на комитетот за ИКНОС и има апсолутно право според статутот на УЕФА и на ФИФА како председател. Друга работа е што кај нас така не се сега се наместени сетив. работите. Муамед Седини Они не го беше викаат. подпредседател на фудбалска извини, федерација, така? Хрватите не го викаат подпредседател, него го викаат допредседник. Добро, тоа не остај е ги под сега него Хрватите. до. Остај ги Хрватите. Муамед Седини. Ама многу е важно. тоа. Абе важно е, ама кај нас нема ништо благе везе со што има у Хрватска и затоа не сакам да се споредам со Добро. никого, ние сме дна сега за сега, така да со кој да се споредиме џабе, не кореспондира Што ти е споредбата. идејата? Значи Муамед Седини беше подпредседател на ФФМ кога стана председател. Да. Така, Си значи замени Илчо Гигиевски, он стана и председател. од немај каде ајде Седини па истерато Се од немај каде, ја тоа не го кажам, ти го кажам. Па ја го кажам. Па и на Илчо му дале понуда тогаш. Како исто на него. Па така така добро. и Игор Ангеловски мудрија клоца на човекот со историски пласман. Абе, што си и го сега- фатила Боби Милевски у Зави? Сега, Зошто да ама ме не збркаат човекот? сум го
Абе види сега, кога на некого правиш, кога, како беше тоа, старите го кажуваат, ако се радуваш на туѓата несреќа или градиш среќа на туѓата несреќа, кога тогаш те стига. Значи на туѓата несреќа, условно на Игор Ангелски мрме, кога го шутна од репрезентација, доаѓа Милевски. Сега Милевски остварил резултати прво место. Ами сега да не забораваме па претходно што се случило. Ајде да не ја тераме емисијата. Резултатите постигнати и у цел лига и со најслаби противници се бројки, проценти, успех, победи, непримен гол на 5 надпревари, тоа треба да се почитува и цени. Да оставиме, можеби ќе има некаква солуција. Не ги немаме тие информации. Добро, јас им честитам на фудбалерите за остварениот пласман во Б дивизија, за шансата за бараш за светско првенство. Му честитам и на Муамед Сейдини за доследноста. Браво Муамед. Браво Муамед, навистина си човек. Ако ми дозволиш мене, мислам дека има еден човек, една личност, еден карактер кој не сум имал прилика лично да поразговарам ради динамиката на животот. Зборуваме за Столе Димитриевски, голманот на нашата репрезентација, кој на последниот преварот со Летонија испрати порака, емотивна порака до Шпанија, до неговите во Валенсија, кој настрада нели од поплавите, кој денеска на пети надпревар не прими гол. Мислам карактер, голман. Така. Браво Столе, браво Столе, браво за сите фудбалери. Да привршуваме емисијата кон крајот. Тоа што сакаме да го најавиме за крај е соопштението. Топ вести му. Да, тоа токму сега пробувам да го најавам. Сакаш ли да го најавиш? Комитите ќе одржат пресконференција. Ај джингл па продолжувам. На целата гужва пред гол во оваа ситуација со македонска фудбалска репрезентација, со Сейдини си одзаминува, та Масар доаѓа, та Милевски си оди или не си оди. Имаме гужва пред гол и кај Вардар. Стои. Да не се караме за комитиве. Не, работа. Да не се караме и да не ја носиме работата у погрешна насока. Официјално, најофицијално, комитите, навивачката група на Вардар подготвува најави, официјално или неофицијално, не сум сигурен, пресконференција во среда, ми се чини 12 часот. Официјално е како неофицијално, официјално пресконференција. Јас имав обид за контакт. Поранешниот потпорол на Вардар ги нема вистинските информации. Одиме. Абе поранешен ли си, те разрешија ли? Не сум прошол. Пресконференција на комитите, среда, најверојатно 12 часот, спортски центар Јане Садански, повикање целиот менеджмент на актуелното, сега легално избрано раководство на Вардар, да видиме што сега ќе се случува на Ачик, што ќе се изнесе и дали сите оние кои го сакаат Вардара, не се малку многуминеца, ќе добијат одговор на прашањата кои сами на себе си ги поставуваат во сон најаве или додека седат на јужна или на запад. Само да прашам уште нешто. Тоа се случува сега во среда пресконференција најавена, а исто во среда Вардар игра утакмица? Наредната среда игра. А сега нема фудбал. Гостуваме на Воска, па модерно коло во среда со. Ајде, може и ние од продукција Скок и од YouTube Дургутов малку ќе здивнеме. Многу ние турбо викендов подготвуваме една интересна емисија, имавме гости во студио, две фудбалски убави имиња, твои пријатели, нема да откријам ништо, ќе бидат емисијата ќе биде пуштена сега, можеби уште утре, пред крај монтирањето. Остануваме со последните информации и во живо и овдека од студио. Ве поздравуваме, доколку ви се допаѓаме, кликнете еден лайк, кликнете subscribe, претплатете се на нашиот канал, бесплатно е. Се гледаме за скоро. Довидување.